Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Градоначалниче, ова интервју неминовно го започнуваме со она што е позиција на Делчево и прекограничната соработка што ја имате со соседна Бугарија. Не делат само неколку километри од нашиот сосед и во услови на ковид и во услови на второ вето од Бугарија. Како функционира Делчево и секако комуникацијата со граѓаните во соседството? Да, Делчево е на само 10 километри од соседна Бугарија, граничниот премин према Република Бугарија, и како погранична општина ние имаме огромни можности за развој, бидејќи само на 10 километри ни се наоѓа Европската Унија. Во однос на ковидот, кризата која што го зафати не само нашиот град, нашата држава, целиот свет, секако дека нанесе штета и на нашето градче, на нашата држава, на целиот свет. Најголема штета е што ги имаме жртвите од ковидот. Овде во Делчево имаме 28 жртви од оваа заразна болест и тоа е најголемата штета која што ја претрпе нашиот град. Имаме штета и во економијата, како што има штета и во целата држава и во целиот свет, но во сите тие услови во кои што работевме, ние моравме да бидеме сосредочени, да помогнеме пред се на граѓаните, а истовремено да ги туркаме сите оние проекти кои што ги имавме предвидено во годишните програми за работа на општината, за да можеме секако и во таков тежок период да го развиваме нашето градче. Во однос на ветото кое што го имаме за почеток на преговори на првата меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија, како општина ние немаме проблеми со граѓаните на соседна Република Бугарија. Тие и во претходниот период, но сега се гледа крајот на кризата и идат во Делчево масовно и на тој начин и некако заживува економијата во Делчево. Јас стално истакнувам дека имавме ние многу фирми, дуќани и така натаму, кои што или се издава или пропаѓа, но со масовното доаѓање на луѓето од соседна Бугарија некако заживеа економијата и повторно сега во Делчево нема ниту една просторија која што се издава или продава. Така да ние како луѓе немаме апсолутно никаков проблем со соседите од Република Бугарија. Политиката верувам дека ќе го изнајде решението како што го изнаоѓала многу пати во историјата на назад и ќе продолжиме да чекориме на патот кон Европската Унија, за да и ние, граѓаните на Северна Република Македонија, ги прочувствуваме истите придобивки кои што ги имаат граѓаните кои што веќе се членки на Европската Унија. Така да мислам дека многу скоро ќе биде надминат и овој проблем, ќе продолжиме да живееме како што живеевме до сега, како соседи, ќе ја развиваме економијата, ќе ги развиваме меѓусоседските односи и нема да има никаков проблем. Сепак политиката не го смени она што е навика на граѓаните. Оваа сабота имало бугари во изобилство, односно голем број на бугари кои што дошле да си ги завршат работите што вообичаено ги прават во Делчево. Така, пред пандемијата масовно идеа луѓето од соседна Бугарија овде во Делчево и сега, бидејќи се гледа светло на крајот од тунелот на оваа криза, повторно идат луѓето со приватни коли, со автобуси овде, ги посетуваат и мислам има веќе се градат многу сместувачки капацитети, беа полни сместувачките капацитети, имаме спа центри, имаме сместувачки капацитети, локали со базенти кои што ги градат приватните бизнисмени. Во таа насока го градиме и градскиот зелен пазар, бидејќи идеа посетителите од соседна Република Бугарија за да пазаруваат. Градиме еден капитален проект во Делчево за да ги задоволиме потребите, но и и на овој начин ја раздвижиме економијата во Делчево, за да биде погодно и за продавачите на зелениот пазар и за купувачите, да имаме еден поголем стандард, по-хасап систем и се со цел да привлечеме уште поголем број на посетители од соседната држава. Што според вас во вашиот мандат од овие веќе речиси 4 години се смени во Делчево од аспект на тоа како граѓаните го чувствуваат овој период? Дали, освен што донесовте, се разбира, нови проекти, нови инвестиции, направи промена и во тоа како го разбираат живењето во Делчево? Во овие изминати скоро 4 години од мандатот, уште неколку месеци до истекот на мандатот,
се трудевме да работиме во насока на генералната политика која што имаме како Социјалдемократски сојуз на Македонија, односно да ги задржиме луѓето да не се иселуваат. Ова е постојан процес кој што се случува во целиот свет, миграцијата од една во друга држава, но и ние како држава во развој мораше да преземеме одредени политики за да народот види некое светло и да си го бара местото под сонцето овде во родните краишта, односно во градовите во нашата држава. Конкретно овде во општина Делчево, покрај тоа што го реализиравме како капитални проекти кои што беа неопходни за граѓаните, а се со цел за да го подобриме квалитетот на животот, за да ги имаат истите услови овде како што ги имаат жителите, граѓаните во државите од Европската Унија. Исто така создадовме една клима со сите мерки кои што беа протежирани од државно ниво, од централниот буџет, кои што беа достапни на граѓаните, така да во овој период и во Делчево имаме повратници кои што се беа долги години иселени во странство, сега ги користат програмите од ИПАРТ и другите мерки од државата за да развијат свој бизнис овде во Делчево и за да го продолжат опстојањето на нивните фамилии, нивните семејства овде во родниот град каде што се родени. Да, Делчево е традиционално едно од традиционалните места кај што има иселеници. Има ли дел со инвестиции, односно колку, како што велите, сакаат да се вратат, колку тие може да ја раздвижат локалната економија? Секако дека можат со овие мали семејни првично бизниси кои што ги развиваат, може да ја развиваат локалната економија затоа што даваат нов импулс во целата економија постоечка која што е до сега. Така да верувам дека после ова можат и да ги прошируваат своите бизниси каде што ќе има вработување на нови луѓе, нова работна сила, се со цел значи за да ни останат луѓето овде и да биде помала миграцијата отколку што беше во изминатите години. Односно, битно е перцепцијата на луѓето да осетат дека имаат условите за живот погодни исто како што ги имаат и во државите од Европската Унија. Сега, после речиси на крај од овој мандат, што сметате дека треба да се направи во делот на односот со централната власт? Сигурно многу градоначалници ќе кажат треба повеќе пари. Меѓутоа од аспект на потребите на делчевчани, што сметате дека треба да се направи за да се забрза малку тој локален развој? Пака сега јас ќе зборувам од мој аспект како градоначалник на општина Делчево и слободно можам да кажам дека во изминатите 3,5 години, реков скоро 4 години, имаме одлична соработка со централната власт. Наша функција како градоначалници, наша работа е да работиме пожратвувано, максимално, етички, за да можеме да ги оствариме тие проекти. Меѓутоа соработката со централната власт во овие изминати 3,5 години на општина Делчево беше на многу високо ниво. Ние имаме многу средства добиено од ресорните министерства, од агенциите, за да можеме да ги реализираме проектите овде во Делчево, односно сите потреби на граѓаните кои што ги и зацртавме во програмата, но и потребите кои што изгледува како приоритети на граѓаните во овој изминат 3,5 годишен мандат. Така да ние сумите во бројки, ако ги изразиме, кои ги се добиени од централната власт, се бројат во милиони евра за една мала општина, за едно мало градче како што е Делчево, и тоа е веќе видливо за само 3,5 години, што не можеше да се направи и не е направено во изминатите 20 на години во Делчево. Така, што би наброиле, што е она што направи промена во Делчево како проект? Ние моравме да се зафатиме во костец со проблемите кои што значат основни услови за живот за граѓаните на Делчево. Затоа реков дека мора пожртвувано да се бориме максимално да ги искористиме сите ресурси кои што ги имаме овде во општина Делчево, во оваа добра соработка со централната власт која што имаше слух за сите потреби на граѓаните на Делчево, пред се да ги изградиме оние услови кои што се неопходни за нормален живот на граѓаните. И незамисливо е, еве во 21 век, но тоа беше реалност, тоа беше оставено после 11 годишното катастрофално владење на ДПМН во државата, 8 годишното владење овде во Делчево, ние да градиме водоводи и фекални канализации. Ова не е поимливо за една држава која што сака да стане
членка на Европската Унија, а да ги нема решено овие проблеми. Така да во Делчево пред се ги изградивме 5 км атмосферска канализација, над 6 км изградивме фекална канализација, 5 км изградивме водовод, над 20 км изградивме локални улици и патишта во Делчево, над 35 км со помош на централната власт изградија регионалните патишта во Делчево, и тоа се тие услови кои што придонесуваат граѓаните да останат овде во Делчево, да останат да живеат во нашата држава. Капиталните проекти кои што беа ветувани со години ги реализиравме за само 3,5 години. И тоа се сите оние потреби кои што ги на сите форуми како приоритет кажуваа граѓаните, ние ги реализиравме за само 3,5 години. Тоа се поголеми капитални проекти за кои што и јас лично како градоначалник сум задоволен, но еве вчера имавме и трибина што истакнавме дека како социјалдемократи сме задоволни за тоа што за краток временски период решивме многу проблеми на граѓаните кои што не беа решени во изминатите 20 на години. Во аспект на мандатот, како градоначалник, како функција, дали ви се промени ставот од првиот ден кога дојдовте, па сега до сега? Многумина ваши колеги велат дека градоначалничкиот мандат во основа е решавање на многу проблеми на луѓето. Дали е тоа така? Да, функцијата градоначалник е достоинствена функција, но исто така таа е многу одговорна, образувачка функција за секој човек. Така, мора да се посветите максимално на функцијата, пожртвувано да работите, морално, етички да работите за да ги решите сите проблеми. Најголем дел од проблемите, сите проблеми не можеме да ги решиме, но најголем дел од проблемите да ги решаваме на граѓаните, за кои што и спомнав претходно, тоа е создавање на основните услови за живот, но да создадеме и некои нови содржини за кои што граѓаните ќе го чувствуваат своето градче како убаво место за живење, каде што ќе живеат среќни луѓе, и за да можат да ги остваруваат сите овие потреби, да го градат семејството во нашето градче. Ние како личности секако дека посветеноста, максималната ангажираност не мени како луѓе, бидејќи оваа работа не дозволува многу слободно време, не дозволува посветеност на семејството, не дозволува посветеност на другарите и пријателите и така натаму. Меѓутоа, народот не има изберено за да ги решаваме проблемите, ние затоа мора максимално пожртвувано да го искористиме мандатот, и тој мандат кој што ни е доверен од граѓаните, да мора да ги решиме проблемите на граѓаните и да им создадеме поубаво место за живење. Што би смениле кај себе во односот кон оваа функција, доколку одите со втор мандат, односно добиете нови 4 години? Па искрено да ви кажам, јас ќе бидам пресреќен доколку се случи истото како што се случи во овие изминати 4 години, односно да можеме уште толку капитални проекти да реализираме и за да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните, да додадеме нови содржини во градот, така да мислам дека помина еден квалитетен период од практикувањето на локалната власт како прв човек во општината, прв човек кој што го презеде кормилото пред 4 години, и мислам дека ова ќе се покажи на наредните локални избори, дали јас, дали тоа ќе одлучи партијата кој ќе биде кандидат, но јас верувам дека СДСМ ќе победи во првиот круг на локалните избори, и посакувам и во наредните 4 години програмата која што сега ја остваривме, програмата која што ја ветивме пред 4 години на граѓаните, е остварена преку 80%, истата програма која што ќе ја напишеме да биде остварена со уште поголем процент во периодот 2021-2025 година. Независно дали вие ќе бидете следниот градоначалник, да кажам, уште еден мандат, што е тоа што треба да се сработи за Делчево и делчевчани? Еве вака сега ние сме една од првите пилот општини во државата која го формиравме, можам да кажам, и ова е исто добра вест за граѓаните на Делчево, локалниот младински совет. Овој совет е составен од различни политички партии, од невладини организации, од граѓански издруженија, кои што сите преку тој локален младински совет ќе имаат еден главен канал, проток на информации помеѓу граѓаните и локалната самоуправа. Сето тоа што е како потреба на граѓаните овде да биде артикулирано, да дојде до локалната самоуправа, да може да се решат тие проблеми, и јас не би рекол само проблеми, може креативни идеи да бидат тоа, сето во насока на развој на нашата општина. Во однос на
Она што значи, кога веќе зборуваме за следен мандат во однос на тоа што треба да се промени. Повторно ќе ја спомнам централната власт. Многу од општините сметаат дека бавни се процедурите. Бавно е издавањето на документи, донесување на детални урбанистички планови и така натаму, сето она што значи предуслов за тој локален економски развој и подобрување на животот на граѓаните. Што вие посакувате да се промени во тој дел? Еве, најавите се дека општините кои што веќе се во таа фаза можат да поминат во наредната фаза на децентрализација, преземајќи одредени надлежности во однос на културата, во однос на труд и социјала, и тоа имаме најави од централната власт дека ќе се случи многу скоро за сите они општини кои што можат тој товар да го преземат на својот грб. Инаку во однос на креирањето на нови детални урбанистички планови, јас можам да истакнам конкретно за нашата општина дека ние правиме генерален урбанистички план кој што ќе го даде идниот развој на Делчево. Последниот генерален урбанистички план во Делчево е направен 84 година, 95-та се направени мали измени во однос на примарната и секундарната мрежа, а сега покрај тоа што правиме нов генерален урбанистички план е проширен опфатот на градот Делчево за да даде нов импулс во економскиот развој на нашиот град. Тука сме практично пред новиот мост кој што се изгради како дел од проектите кои што настанаа во текот на вашиот мандат. Да ни кажете нешто повеќе околу капиталните проекти? Вака, пешачкиот мост на река Брегалница е првиот капитален објект, проект кој што го изградивме во овој мандат. Овој проект беше потенциран на форумите, на заедниците, на местните, на урбаните заедници кои со години наназад, но го изградивме сега во овој мандат. Така да со изградбата на овој пешачки мост почна и успешната приказна за Делчево која што ја креиравме во овие 4 години. Проектот е изграден, финансиски поддржан од Источно-плански регион, ова е преку Министерството за локална самоуправа, Биро за рамномерен регионален развој, Источно-плански регион. Финансиската конструкција 11 милиони денари, од тие 11 милиони денари имаме 5 милиони денари од Источно-плански регион и 6 милиони денари е сопствена инвестиција од буџетот на општина Делчево. Така да добивме еден прекрасен проект кој што служи за поврзување на стариот дел од градот со многу институции, овде е детската градинка, овде е локалната самоуправа, библиотеката, основното училиште Ванчо Прке и уште многу други институции, така што функционалноста е една страна, но од друга страна пешачкиот мост на река Брегалница представува и украс на нашиот град, и рекол со тоа ја започнавме успешната приказна за изградбата и реализацијата на капиталните проекти во Делчево. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk